Беровските основци ги собраа годинешните медали на меѓународниот сајм Макинова. Еколошката сушарница на Бранислав му донесе златен медал, дестилацијата на етерички масла и крадачот на ампери бронзени медали на Марија и Андреј. Сите ученици во основното училиште Дедуљо Малешевски од Берово. Гледавме дека околу нас има многу голема конкуренција, имаше голем број на надпреварувачи. Учениците своите изуми ги црпеле од природата. Бранислав покажа како може да се искористи сончевата енергија. Еколошка сушара која изработив од лименки кои претходно ги офарба во црна боја и сите тие ги смести во еден панел. Панелот го поврзав со фрижидерот и ја направив нашата еколошка сушара. Најдобро во оваа еколошка сушара беше тоа што не користи електрична струја, само енергијата од сонцето. Марија произведе етерични масла во домашни услови од еколошки производи, а Андреј крадеше ампери. Ние имавме изложено казан, апаратура за дестилирање етерични масла. Имавме добиено неколку етерични масла, како например масло од јаболка, лаванда, смрека, кои исто така ги изложивме за да можат да видат што сме добиле со апаратурата. Јас дека изложував два експонати. Првиот експонат ми беше крадец на ампери или уредот кој ги доискористува батериите, а вториот ми беше батериски помач за телефон. Наставниците се посебно горди на своите иноватори. Не е лесно да се подготвуваат ученици за вакви надпревари, треба многу труд да се вложи, но трудот е обостран. Не само од моја страна или од страната на сите ментори кои што ги водат учениците, туку и од самите ученици. Тука се вклучени и нивните родители, заради тоа што без помош од родители, наша помош не можеме да постигнеме никакви резултати. Наредната седмица е недела на науката. По тој повод, нашето училиште, поточно тимот кој учествуваше на Макинова, е поканет да биде на приемка и председателот Иванов. Младите беровски научници веќе размислуваат за усовршување на своите изуми и за учество на идни меѓународни надпревари, а овие награди им даваат поттик за идните професии со кои ќе освојуваат науката.